Почнуваме со вестите. Регионалниот центар на новинари Исток, кој во рамките на Сдруженијето на новинари на Македонија, вчера вечер на свечен начин во Свети Николе ги додели признанијата на најдобрите репрезенти на источниот регион за изминатава 2017 година. Наградите најдоброто од Истокот за 2017 година регионалниот центар на новинари Исток со свеченост и со пригодна уметничка програма ги додели во амфитеатарот на Меѓународниот славјански универзитет Гаврило Романовиќ Државин во Свети Николе, каде настапи и штипската група Ѓоми Жосто и Ивана. Инаку манифестацијата најдоброто од Истокот се реализираше годинава по петти пат, откако во 2014 година беше востановено како практика новинарите од регионалниот центар Исток во рамките на Сдруженијето на новинарите на Македонија да ги номинираат, одбираат и им доделуваат признанија на најдобрите репрезенти на регионот во повеќе области. Признанијата за најдоброто од Истокот за 2017 година отидоа кај професор доктор Кирил Барбареев, најдоброто во високото образование, магистер Марија Максимова, најдоброто во педагошката работа на класичната музика, општина Пробиштип, најдоброто во областа на селскиот туризам, Бобан Николов фудбалер, Тондах Виница, најдоброто во стопанството, Рудник Саса за 10-годишно вложување во заштитата на животната средина, Комарец портал, најдоброто во областа на медиумите, магистер доктор Гоце Стојменовски, најдоброто во здравството, Амброзија Пехчево, најдоброто во невладиниот сектор, Инвиница Веритас, најдоброто во културата, Екопак Хит, најдобро во економијата, Стефан, Маријан, Никола, Гордана, Андреа, средношколци од гимназијата Славчо Стојменски Штип, најдобро во иновациите и професор доктор Методи Чепраганов за животно дело во здравството од значење за здравието на нацијата. Многу е тешко да го кажете, чувството, кога имате многу чувства, тоа ми е некако тематика со која се бавам, оти кога имате многу психоемотивни напливи, вашиот мисловен дуктус се малку намалува. Изворен, прво, многу бедни са целата манифестација, сметам дека е извонредна, сметам дека треба да продолжи оваа традиција, треба да се сите луѓе кои заслужуваат да бидат наградени. Одушевен сум, немам зборовите се тешко се зборови да се скажат сите чувства што го имам. Благодарам многу што се сетиле после една макотропна животна сторија, нели? Јас чувте има напишано, доста им напишано, да не кажам многу. За мене тоа е едно големо признание. Лично за мене представува во иднина да работам поквалитетно, поетички, попрофесионално. Ќе завршам како и што го кажав мојот говор. Доктор, колку гордо звучи. Меѓутоа, за да ја оправдаме таа реченица, верувајте дека треба многу. Постојано да се едуцираме, постојано да се надградуваме, да ги следиме сите новитети и истите да ги примениме на дело. И секако во ваква дадена ситуација како сега што добиваме признание, некој сето тоа да го препознае и секако соодветно да бидеме наградени и препознаени во општеството за нашите иновации. Горд сум на мојот син Бобан Николов и благодарност до новинарите на Истокот на Македонија што му го додели ова признание на мојот син Бобан Николов. Стварно макотрпна стигна до оваа работа и уште го чека многу работа во фудбалот. Секако дека секоја награда ми е драга, но оваа награда ми е посебно драга, посебно ради тоа што доаѓа од Сдружение на новинарите, за кој што имам исклучително високо мислење, бидејќи се бават со многу тешка професија, а таа нивна професија е индиректно поврзана со мојата, бидејќи секогаш не излегуваат во престар за промоција на нашите музички таленти, во проведување на концерти, воопшто на музичката култура. Благодарам од моје лично име, од име на институцијата од која што доаѓам. Навистина во овие 10 години и лично сакам да се заблагодарам на новинарите со кои што навистина соработуваме, кои што сите без исклучок имале коректен и чесен односи кон мене и кон институцијата и се надевам дека тоа така ќе биде и во следниот период. Ја имав прилика пред присутните да кажам дека наградите и признанието и фалбите се особено важни за децата, а возрастните треба да го работат затоа што веруваат и сакаат тоа да го прават на тој начин. Благодарност уште еднаш на вас како медиуми за оваа прекрасна организација и навистина човек денес се чувствуваше пристојно и гордо во
ова место. Награда за иновација на учениците од Штипската гимназија во име на твоите колеги, наградата, што значи за вас? Јас сум Стефан Марински. Ние сме многу задоволни од ова што го постигнавме и сме многу благодарни на ова Сдружение на новинари на Македонија Исток што организира оваа манифестација и што ни го даде ова признание. И зборувам во името на сите мои колеги, во името на тимот Алхо, дека ние сме многу благодарни на сите што не поддржуваа во нашиот надпревар и сме исто така благодарни на гимназијата која што имаше многу голема доверба во нас и секогаш не поддржуваше кога и да ни требаше нешто. Честитки за наградените, им посакуваме да бидат уште по-успешни во тековната 2018 година. Сега за преостанатите актуелности. Општините чекаат да се подпишат договорите со Бирото за равномерен регионален развој за реализација на 4 регионални проекти. Во тек е формирање на новата комисија за евалуација на проектите, а пракса е проектите да стартуваат од месец мај. Градинка, пешачки мост, пристапен пат и документација за енергетски ефикасни градинки и училишта се регионалните проекти за оваа година. Општините кои добија можност за да добијат пари за реализација на проекти од регионален карактер се уште го чекаат одобрувањето од Бирото за равномерен регионален развој. 4 проекти, од кои 3 инфраструктурни проекти за Штип, Делчево и Пехчево и еден за сите 11 општини го чекаат подпишувањето на договорот. Еден од предлог проектите е со младите во заедничка зелена иднина. Одличен проект за мене како раководител, морам тоа да го нагласам, бидејќи се работи за иновативен проект, значи изградба на една детска градинка во општина Штип, а вие знаете какви се потребите за сместување на деца од предшколска возраст во вакви капацитети и посебно значајно е, каде што ќе влечеме огромен број на бодови кој ќе се евалуира проектот, е тоа што општина Штип кофинансира со 51% во вкупниот буџет на проектот. Делчево го има пешачкиот мост на реката Брегалница, Пехчево изградба на пристапен пат до индустријска зона, 11 општини за техничка документација за енергетски ефикасни градинки или училишта. Здравева вели дека во тек е и формирањето на новата комисија за евалуација, но пракса е општините овие договори да ги подпишат кон крајот на април, со што веќе во мај би стартувале со проектите. Невработените лица и работодавачите можат да конкурираат за користење на мерките обука за стекнување вештини од областа на банкарството, практиканството и субвенционирање плати, за кои објави оглас Агенцијата за вработување на Република Македонија согласно оперативниот план за годинава. Со мерката обука за стекнување на вештини во областа на банкарството ќе бидат опфатени 100 лица. Може да аплицираат на вработени и волонтирани во Агенцијата за вработување на Република Македонија со најмалку средно образование со поднесување пријава во центрите за вработување за учество во еден од 6 понудени модули. Право на учество во мерката ќе имаат лицата кои ќе бидат најдобро рангирани на квалификациониот испит што ќе се спроведе во Агенцијата за банкарство и информатичка технологија. Практиканство пак е мерка за невработени млади до 29 години и невработени до 34 години, евидентирани во Агенцијата за вработување со најмалку средно образование и безработно искуство, кои може да аплицираат за учество во 3-месечна или 6-месечна практична работа. Избраните клиенти месечно ќе добиваат по 9.000 денари. Кандидатите за мерката субвенционирани плати кои ќе бидат избрани за вработување од работодавачите во претходниот интервјуа, месечно од агенцијата ќе добиваат по 19.000 денари за период од 3 до 12 месеци, од кои 18.000 денари се субвенција на платите на вработените, за 1.000 денари за исправните трошоци за подготовка на лицето за
однос и така натаму. Субвенционирање на плати е мерка која се однесува на невработени евидентирани во Агенцијата за вработување на Република Македонија кои потешко се вклучуваат во пазарот на трудот. Нејзини корисници може да бидат долгорочни невработени лица на 12 месеци во евиденција, млади лица со 29 години, лица постари од 50 години, како и корисници на социјална помош или на паричен надоместок во однос на невработеноста. Со ова мерка до вработување може да дојдат и жртви на семејно насилство, инвалидизирани лица, жени и припадници на помали етнички заедници. Нови цени ќе имаат горивата од стартот на почетокот на следната работна недела. Регулаторната комисија за енергетика треба да ја направи новата корекција на малопродажните цени на нафтените деривати, која ќе важи од понеделник. При последната промена на цените, дизелот поскапе 1 денар, а 98 октанскиот супер за половина денар. Цената на евросуперот од 98 октани се зголеми за половина денар и ќе чини 67,5, а цената на евросуперот од 95 октани не се промени и тој понатаму ќе се продава за 65,5 денари за литар. За 1 денар поскапе дизелот, чија цена изнесува 58 денари за литар. Се зголемија и цените на мазотот и екстра лесното масло за домаќинствата. Ваквата корекција регулаторот ја правда со 2,2% повисока цена на нафтата и за 0,04% понизок курс на денарот во однос на доларот. Гостин во најновото неделно интервју на Радио Слободна Европа е председателот на Алијансата на албанците Зијадин Села. Во овие вести е дел од ова интервју, а инаку во целост имате можност да го проследите на нашава програма утре во 17 часот и 30 минути. Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е председателот на Алијансата за албанците Зијадин Села. Господине Села, Законот за употреба на јазиците веќе е донесен. Истиот предизвика многу реакции и кај обичниот граѓанин, меѓутоа и во однос на содржината кај експертската јавност. Зошто според вас брзањето, толку брзање да се донесе овој закон, ако се има предвид дека не беше дел од реформските приоритети, на што укажа и некој од европските дипломати? Знаете што? Не е баш така како што сега се обидува да се пласира во јавноста. Зборуваме дека законот е донесен без дебата, што не е вистина, можноста ја имале сите за дебата во врска со законот, а забораваме дека 2008 беа донесени, не знам, над 100 закони, меѓу кои и законот за употреба на јазиците од страна на истите политички актери кои вчера се спротивставија нели на законот и кои бара нели да има јавна дебата. Памтите 2008 како се донесе законот. Значи, ова беше непотребна реакција од нивната страна. Ова е само играње политики и патриотизам пред народот, а не име до тоа целта, бидејќи истите политички актери. Многу добро сум информиран, кога беше во прашање да се формира ново мнозинство, го прифатија истиот закон и не се согласува само со специјалното јавно обвинителство. Значи се работи само за театар, за ништо друго. Овој закон, за волја на вистината, требаше да се донесе 2004 година, кога требаше да се исполни законската рамка на Охридскиот рамковен договор. Значи, доцнеме 14 години. Изјавите на некои, како што тврдите вие, представници на амбасада, мислам дека се неодговорни и можда не ги знаат добро политичките збитнувања тука во Република Македонија и затоа дават брзи такви изјави. А дека хуманоста на Црвениот крст нема граница, тоа го потврдува и следниот проект кој имаат намера да го реализираат.
Дневен центар за згрижување на бездомници и лица во социјален ризик е проектот кој годинава планира да го реализира Штипскиот Црвен крест. Покрај што ќе бидат згрижени овие граѓани, овде ќе добијат и здравствена и социјална заштита. Штип треба да добие центар за згрижување на бездомници и граѓани во социјален ризик. Отворањето на ваков пункт е меѓу проектите планирани за оваа година на Штипскиот Црвен крест. Во овој центар корисниците на кои им е потребна ваква помош ќе добијат згрижување, социјална и здравствена заштита. Дел од активностите, како и досега, ќе бидат координирани со социјалните служби во градот. Главна цел ни е да се реализираат локалните проекти кои што ги предвидуваме, за кои што имаме поднесена иницијатива, а тоа се отварање на пункт за бездомници и лица од социјален ризик, кој што би функционирал по примерот од Скопје, од Новин Поток. Бездомништвото генерално во градот не представува проблем, ниту питачењето не е изразено во големи размери. Инцидентните случаи се третираат од службите во Центарот за социјални работи, иако за повеќето од нив проблем не е згрижувањето, иако се на улица, бидејќи повеќето имаат дом, а и се корисници на социјална парична помош од државата. Се работи за лица кои што често пати се социјално обезбедени од страна на Центарот, значи како лица во социјален ризик, материјалните права во делот на социјалните трансфери ги имаат остварено. Така да питачењето не е резултат често пати на тешка социјална состојба, е можеби некоја друга навика или потреба на лицата во социјален ризик. Дел од нив, значи да не ги именувам, се социјално обезбедени и покрај тоа излегуваат и питачат. Нашите стручни служби излегуваат секогаш по тоа. Отварањето на ваков центар во голема мера ќе ги реши проблемите на граѓаните во социјален ризик погодени од непогоди. Згрижувањето на семејства кои останале без кров над глава поради пожари, поплави или несреќи, или за оние кои останале без грижа од најблиските. Годинава бездомник беше пронеден починат, без животното тело го најде сопственикот кој привремено го згрижил во неговиот дом. Лани на екстремно ниски температури Црвениот крст во Штип и социјалните служби му го спасија животот на бездомник во лимена барака, оставен на милост и немилост на кучиња и диви чакали кај струмина чешма. До сега во ваквите инцидентни случаи или спасувачки мисии, волонтерите на Црвениот крст и социјалните служби реагираа згрижувајќи ги оние на кои им е потребна помош во установи. Со отварањето на ваков центар, грижата околу нив ќе ја преземат општината и Црвениот крст, каде најчесто граѓаните со вакви проблеми бараат помош. Сдруженијето на комунални инспектори на Република Македонија редовната седница ја одржа во Виница. Главен акцент комуналните инспектори ставија на законските норми на урбаното зеленило, а се работеше и на дополнувањата на законот за инспекцијски надзор. На седмицата на Сдруженијето на комунални инспектори на Република Македонија, која се одржа во Виница, вчера се работеше по дневниот ред, беше усвоен записникот од годишното собрание на Сдруженијето на комунални инспектори на Република Македонија, се разгледуваше новиот закон за урбано зеленило, исто така се разгледуваше измената и дополнителните законски норми за инспекцијскиот надзор. По однос на измените на законот за урбано зеленило, комуналните инспектори донесоа свој став. Се дискутираше околу новиот закон за урбано зеленило, кој според нас комуналните инспектори има многу технички грешки и не е применлив во пракса оно како што е дефинирано во моментот во законот. Сите наши забелешки околу овој закон ќе бидат доставени во писмена форма до надлежното министерство кој е надзор за спроведување на овој закон и ќе бараме средба со надлежниот министер за наше вклучување во престојните измени на овој закон кои мора да се случат. Комуналните инспектори бараат да се избегне член кој не соодветствува со законските норми за инспекцијскиот надзор. Забелешките поврзани со овој закон беа околу ставањето на локалните инспектори под капата на инспекцијскиот совет, каде директно имаме судени надлежности помеѓу локалната и централната власт и представува спротивно на законот за локална самоуправа и побаравме овој член од предложените измени на законот за инспекцијски надзор да биде избришен. Сдруженијето на комунални инспектори на Република Македонија донесе и заклучоци комуналните инспектори да иницираат
проекти кои ќе фаќаат прибирање на отпад и регулирање на она што значи подигнување на јавната свест кај граѓаните по однос на дивите депонии и на прибирањето на отпад, со оглед на тоа што Република Македонија се подготвува за изградба на регионални плански депонии. И на крајот спортските актуалности. Помошне ветровито време денес на градскиот стадион во Штип се одигра првиот надпревар во рамките од 17-тото коло на втората македонска фудбалска лига. На градскиот стадион во Штип силите ги одмерија првопласираните две екипи Беласица и Брегалница. Надпреварот заврши без голови 0-0. Да се надеваме дека утре третолигашите ќе затресат мрежата. Фудбалските третолигаши од групата Исток утре недела ќе ги одиграат надпреварите од редовното 16-то коло. Најинтересно ќе биде на фудбалскиот празник во Новосело, каде што ќе се сретнат екипите на Кежовица и на Кидго Пехчева. Вистински фудбалски празник очекува симпатизерите на фудбал во Новосело на дерби мечето од 60-тото коло, во кое силите ќе ги одмерат екипите на Кежовица и на Кидго Пехчево. Гостите од Пехчево се лидери на табелата со огромна предност пред најблиските конкуренти, додека пак тимот на Кежовица се бори за висок пласман и напад на второто место на кое засега е тимот на Малеш од Берово. Иако се новајли во третата лига Исток, екипата на Кежовица донесе свежина во истата со своите добри игри, се повеќе се наметнува и привлекува внимание кај фудбалската јавност. Иако ќе бидат гости, играчите на Кидго ќе се осеќаат како дома, имајќи предвид дека постојано ги следи нивната верна публика, а и косторот на тимот го сочинуваат штипски фудбалери. Надпреварот Кежовица Кидго Пехчево ќе се одигра во недела на стадионот во Новосело со почеток во 14 часот. Еве ги комплетните двојки за ова 16-то коло. Брегалница Голак, Слог 1934, Малеш Овчепале, Зрновка, Рудар 1947 и Кежовица Кидго Пехчево. Сите надпревари ќе се одиграат во недела со почеток во 14 часот. Почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието, ви посакуваме пријатен остаток од овој ден, од оваа сабота и уште попријатен нека ви биде утрешниот неделен ден. Довидување.